После денешниот состанок на кризниот штаб на општина Прилеп, за жал, неизбежна е констатацијата дека состојбата со вирусот COVID-19 се влошува. За разлика од месеците јуни и јули, кога успеавме подолг период да имаме по ниту еден или по еден заболен на ден во изминатите 2 месеци, бројот на заразени во нашата општина е зголем. Во моментот, состојбата со коронавирусот е сериозна, но се уште не е алармантна. Меѓутоа, ова е уште еден сериозен аларм за сите нас, за граѓаните, за институциите, за економските субјекти, дека мора доследно и целосно да ги почитуваме мерките за заштита од вирусот и протоколот за работа. Во периодот кој следува, со отворањето на училиштата, работењето на градинките, сезонскиот грип во овој период од годината, можно е бројот на заболени од коронавирусот уште повеќе да се зголемува. Затоа, секој од нас мора да биде на висина на својата задача во битката за COVID-19. Секој поединец, секоја институција, секој работен колектив максимално да ги почитува мерките за заштита. Да не дозволиме да се преполнат болничките капацитети. Тоа е основно. Да не им ја отежнуваме секојдневната работа и битка на нашите здравствени работници. Да ја разбереме сериозноста на ситуацијата која ни престои и да го заштитиме личното здравје и здравјето на нашите најблиски. Во таа насока, како прв човек на општината, се договоривме со директорот на градскиот пазар, кој во соработка со полицијата и комуналната инспекција да се засилат контролите на влезовите во пазарот, да се засили дезинфекцијата и да се спречат групирањата во градскиот пазар. Секој граѓанин кој влегува во пазарот и секој продавач мора без исклучок да носи заштитна маска и да има дезинфекција на раците. Дозволете да констатирам дека после состанокот на Советот за превенција, кој се одржа пред 10 дена, засилени се полициските контроли во градот, зголемен е небројот на изречени казни за оние кои не носат заштитни маски. По 60 до 70 казни се пишуваат на несовесните граѓани кои не носат заштитни маски. Но сепак, се уште се чести случаи на групирање на граѓани, особено на млади лица, кои во вечерните часови се збираат во парковите низ градот, како и група на пензионери кои се дружат на јавните површини без да ја почитуваат задолжителната дистанца. Евидентни се дружбите во локалите и рестораните, семејните прослави со голем број на присутни, групирање пред банките и маркетите. Никој нема право со својата неажурност да ги изложува на ризик критичните групи на граѓани и сите останати кои можат да бидат жртви на коронавирусот. Со цел, како градоначалник на општината, лично да се уверам на начинот на кој поголеми стопански субјекти ги спроведуваат мерките на заштита со COVID-19. Денес ќе ја посетам компанијата Гентер, ќе разговарам со менеджментот и посетам нивните производствени капацитети. Тоа ќе оправам и понатаму во сите посебно поголеми стопански субјекти. Истовремено, Комисијата од локалната самоуправа ќе врши засилена контрола врз институциите на начинот на спроведување на мерките за заштита од COVID-19. Во оваа прилика ќе упатам уште еден апел до сите граѓани, надлежните институции и приватните субјекти да ги почитуваме мерките и протоколите на заштита од коронавирусот. Да не дозволиме ситуацијата да ескалира. Да не се доведеме до ситуација на нови рестрикции, полициски часови и повеќе дневни карантини кои бија закочили економијата и би не затвориле сите дома. Ги повикуваме невладините организации од Прилеп со своји активности поактивно да се вклучат во кампањата за заштита од COVID-19. Пред нас е период во кој јавната свест за последиците од COVID-19 мора да биде
на највисоко ниво. Би сакала како податок да ви споменам, ако направиме една споредба, почнувајќи од 1. август 2020 година до денешен ден, 24.9, вкупниот број на позитивни изнесува 313, а додека во јули тој број бил 70, а во јуни 51. Во работните организации во моментов имаме еден активен кластер, а исто така би го спомнала и кластер за наши вработени кои што станува збор за фабрика која што надвор од нашиот град, меѓутоа има доста вработени кои што патуваат. Сите останати од 125 активни станува збор за семејни кластери. Што сакам да кажам? Дека тие во работни организации, без разлика дали се јавни или приватни, епидемиолошката анкета покажува дека во работните организации сите позитивни немаат поврзаност меѓу себе, што значи дека го донесле од надвор. Затоа што голем дел од нив во анкетата кажале дека присуствувале на семејни веселби, на слави, на имендини, на групни собирања, што значи дека ако ве интересира за институција, во моментов има еден поголем активен кластер. Сите се тие, да речам, на постара возраст над 50-60 години. Преска ве примив едно момче, 24 години, брат му го прати во премногу тешка состојба на клиника во Скопје. Староснава граница некако ни се повлекува понагоре, значи и помлади хоспитализираме со потешка клиничка слика, за разлика од тоа што има вообичаено кај постарите потешка клиничка слика. Имаме терапија, меѓутоа проблемот, како што кажав, е само со централниот довод на кислород, доколку тоа се реши, би ни било големо олеснување. Иначе тестирањата што ги правиме преку МАНУ ни стасуваат резултатите за 24 часа, меѓутоа проблемот е само во викенди и празници, пошто тие не работат во викенди и празници, но имаме голема соработка со Центарот за јавно здравје, па со нивна соработка и со нивна помош за хитни и тешки пациенти на интервенција ни стасуваат резултатите за тешки пациенти за 24 часа, со цел да знаеме што понатаму со терапијата.